Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро, сречен поздрав во студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме и денешната наша утринска програма, што се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме петок, 30 јуни 2023 година или 181-иот ден во годината. На почетокот да ги проследиме нашите сервисни информации, ќе кажеме неколку зборови за времето. Еве како време не очекува денеска: сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Уве зрачението денеска ќе биде 8. Во Скопје сончево попладне со мала до умерена облачност и со слаб ветер од југоисточен правец. Што се однесува до температурите, почитувани гледачи, денеска ќе имаме високи температури. Дневните ќе се движат од 8 најниските до 22, а дневните од 11 до 33 степени. Во Кавадарци утрово 8 плюс 12, а моментално е плюс 20 степени. Еве какви ќе бидат температурите во другите делови на нашата земја. Значи Теквишијата од 12 до 32, Гевгели од 14 до 33, најтопло, потоа Беровскиот регион од 7 до 24, Кумановскиот регион од 9 до 28, Скопје од 12 до 31, крајно западните делови на нашата земја од 8 до 22 и Охридскиот регион од 12 до 27 степени. Слично ќе биде времето и утре, но ќе имаме утре мало нестабилно време со грмежи, порен дожд и заселен ветер, така гласи барем прогнозата за утре. Значи ќе биде релативно спарно, топло, но еве во Скопје предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне нестабилно со порен дожд, грмежи, заселен ветер во делови од котлината и во форма на невреме. Значи температурите ќе бидат од 10 до 23, односно во Гевгелискиот најтопло од 18 до 34 степени, Кавадарци од 16 до 33. Значи утре ќе биде потопло за кој степен, меѓутоа со можност да има грмежи и локален порен дожд во форма, значи, и на засилен ветер. Што се однесува до следната седмица, значи така ќе биде и во наредните денови, променливо облачно, но со високи температури. Веќе имаме летни температури, значи еве на 3 јули ќе имаме до 35 степени, потоа 4 јули 34 степени и така, значи веќе навлеговме во летото и затоа сигурно се приготвувате да заминете и на годишен одмор. Што се однесува до состојбата на патишата, почитувани гледачи, од Автомотосојузот на Македонија соопштува дека сообраќајот на државните патиша се одвива непречено по наместо влажни коловози. Значи таму претежно во планинските делови, кај што има и врнежи, за тоа да се вози внимателно. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е зголемен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Но сепак кога ќе тргнете на пат, проверете каква е состојбата на граничните премини каде што сакате да ја напуштите нашата земја, зашто се случува барем за викендот да има и долги редици, значи и по 1 час чекање, така да проверете кој ќе заминете, бидејќи е петок, викенд е и многу луѓе веќе се упатуваат кон излетничките мести како што се значи Грција, Бугарија или кон соседна Албанија. Како е да е, возете внимателно, бидејќи имаме овде најава за прекин на некои делници поради изведување на градежни работни активности, значи према западниот дел, македонски брод, таму се
obavova tije gradišni aktivnosti, potom napatot od Kavadarci prema Prilep, znači tuka vozite vnimatelno, zašto pred nekoj Kodenovi imaše poplava, sizli rekada, taka da bi ja zagrozini duri i patnici te prisami od tunel. Odime ponatamo da vidime što se slučilo na denešen den vorobrikata na denešen den, 30. juni, eve koje aktivnosti, odnosno koji nastani istorijata gi zabeležala. Vo 1988. godina vo istočen Sibir padnal meteor, predizvikovajki džinovska eksplozija i zemljotres što se počustoval i vo centralna Evropa. Na denešen den vo 1913. godina so napadot na bugarskite sili na pozicijite na srpskata i grčkata vojska vo Makedonija počnala Vtorata Balkanska vojna, što završila so mirot sklučen vo Bukureš na 10. avgust 1913. godine, koga, nažalost, i Makedonija bila podeljena na nekoliko delovi. Na grčki del, odnosno Grcite prevzeli jedan del, Bugarite i Albanija, tako da Makedonija ostanala samo onoj tako narečen vardarski del. Na denešen den 1934. godine germanski nacistički vodač Adolf Hitler je započnal presmetkata so političarite i so vojnite ličnosti od sobstvenata nacionalno-socijalistička partija. Pri toga bili ubijeni stotina njegovi prevrazanici i drugi aktivisti, među koji i Ernest Rem, jedan od najvlijatelnijite ličnosti. Znači, nažalost, to se slučilo u tije političke partije. Na denešen den 1941. godina neposredno po kapitulacijata na Polska, vo 1939. godine Germancite go izgradili logor za masovno uništuvanje poznat spored germaniziranoto ime Auschwitz, spored gradot Osvencim, zapadno od Krakov. Vo 1949. godina na denešen den vo Skopje bila izvedena prvata baletska premijera Valgoriska Noć od francuski od kompozitor Charles Gounod. Dobro, vo 1971. godina na denešen den vo Amerika bilo ukinata smrtnata kazna. Vo 1974. godine na denešen den Alberta King, majkata na ubijenju od amerikanski sveštenik, crnički lider i nobelovec Martin Luther King, bila ubijena vo tekot na molitva vo crkva 6 godini po atentatu od vrznizini od sin. Na denešen den 2000. godina ruskoto sobranije go ovlastilo predsjedatelj Vladimir Putin da gi smenova izbranite funkcioneri. I evo ušte jedna informacija što se slučilo na denešen den vo 2005. godina. Španskite pratenici go usvojili zakon od zapravata na homoseksualcite da stapuvat vo brak i da posvojuva deca, so što Španija po Holandija, Belgija i Kanada stanale četvrta zemlja vo svetu vo koja homoseksualnite brakovi stanale legalni. Eve, samo podsjetuvanje, včera se održao sinojke miting vo Skopje, organizacija na jedno od vodečkite crkvi vo Makedonije, tokmo protiv ova zlo koja deneska se pojava, eve i vo našata zemlja, tako da i nikako crkva dadovme dopis do vladata, do verskata komisija za odnosi so verskite zajednici, za komisijata znači so verskite zajednici i do drugih instituciji, bidejki navistene, to i nikako crkva nego prifakjami i nekoj naši vernici bija na toj miting, go podržavme so cel navistina, mnogo zlo se prigotova od strane Nagyalot preko pojedine organizaciji da se izjednači semejstvo, da se rastori faktički da nema tatko i majka, toko prv roditelj, vtoro roditelj, i za zapišuvanje na rodovata pripadnost vo matišete knjigi, tako da u nekoj evropskoj državi to je napravljeno već je od 2005. godina kada što se izjednačeni tije brakovi. Biblijata to jasno i glasno ga osudova, čitajte Biblijata i vo vremeta na predpotopni od svijet što se slučavalo, a čitajte i knjigata na poslanijeta do Rimljanite, prvata glava, znači Gospod jasno sozdal maško i žensko kako semejstvo, kaj što ke se začnuvati deca i semejstvi potomstvi, tako na to. Međutim, sepak
всекој одлучува за себе и за своите иднина, но како држава треба значи да се заземе вистински став за одбрана на семејството и затоа еве тој митинг синоќа беше одржан во Скопје. Добро, одиме сега да ве поздравим, почитувани гледачи, со една христијанска песна. Na nebu mjesec mlad, ove večeri moj grad, svjetluca kao Champs-Élysées. Dva ferala mi krije se put, jedan bijeli, jedan žut, dok šetači pločnikom klize. Pomisli pa šta, što bi bilo dobro sad, sresti neko koga dobro znam. I reći mu da Bog je tu, da nitko nije sasvim sam. Tada kao slon, jaki muški bariton, viknu glasno, dobro gdje si ti? Kako zdravlje, tako to, bezbroj tema mijenjamo, po vremenu kad smo bili ti. Potom rekao tom dragom prijatelju svom, znaš li da Bog brine za nas? Iskušaj me, poslušaj me, odi čuti njegov glas, a on mi kaže, nemam vremena, biti sad u crkvi nije moj dnevni plan. Nemam vremena, strpi se bar malo, daj mi još jedan dan. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za skup. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. I dalje mjesec mlad i težak gradski smrad, dok misli putem nadiru. Ljudi stvarno čudni su, kad je provod budni su, ali pravu sreću preziru. Dok pada kasna noć, kad se kući mora poć, kada topli krevet pruža spas. Moj je san nemiran, u mislima kad čujem glas, kako kaže, nemam vremena, nosim sad odijelo da se promijeni kroj. Nemam vremena, čekaju račun, ja da im ne znam ni broj. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš ući za sud. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Svaku noć, svaki dan, on uvijek ima neki važan plan. Pa riječi važe, pa mi kaže, pa me laže, maže, nemam vremena. Kud god se okrenem, brige prate me sud. Nemam vremena, auto je u kvaru, odmah postajem lud. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za skut. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Možda dođem drugi put, možda dođem drugi put. После ова песна се враќаме во нашата програма, почитувани гледачи, ја следите во живо утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо. Еве денешните капки на мудроста се посветени на љубовта. Љубовта владее без меч и врзува
бесјаше. Верата е довод во нашата душа, љубовта е одвод. Љубовта и со малку ќе постигне многу, себичноста и со многу ќе постигне малку. Две нешта не може да се сокријат, кашлицата и љубовта. Зракот на љубовта ги уништува бактериите на омразата. Љубовта сама по себе е награда, омразата сама по себе е казна. Љубовта им е најпотребна на оние кои не ја заслужуваат. Грешките се најдебели кога љубовта е слаба. Љубовта не се искажува со тупаници. Љубовта која се одржува само со подароци секогаш е гладна. Кога човекот ќе дознае зошто сака, тогаш престанува да сака. Еве тоа беа неколку капки на мудроста посветени ово утро на љубовта. Сега ќе го прочитаме на ред 75-тиот псалом. Те славиме, Боже, те славиме, бидејќи е мило Твоето име. Се шири гласот на Твоите чуда. Велиш, јас го бирам времето, јас сум тој што суди праведно. И кога се тресе земјата со своите жители, јас ги држам цврсто низините столбови. Вообразените ги опоменувам, престанете да се фалете, а на безбожниците им порачувам, не покажувајте рогови. Не кревајте ги против небото своите рогови, не подигајте ги дрско своите глави. Зашто издигањето не доаѓа ни од исток, ни од запад, ни од пустинскиот предел, само Бог е праведниот судија. Тој едини соборува, а други возвишува. Зашто во раката Господова е чашата во која се пени вино зачинето, тој ќе го искористи и сите безбожници на земјата на дното ќе ги испијат. Јас пак ова ќе го разгласувам довека и ќе му пеам славопој на Бога Јакововиот. Тој ќе му ги скрши роговите на безбожникот, а ќе му ја подигне главата на праведникот. Еве, ова беше краток, но верувам доста содржаен псалом 75-тиот, каде што Давид на еден песнички начин ја опишува силата Господова и поминливоста на човекот. Така да Давид вели, јас ќе го разгласувам довека и ќе му пеам славопој на Бога Јакововиот. Нека и ние во деновите кои се пред нас и во нашиот целиот живот да го возвеличуваме името на Господа Исуса Христа. Продолжуваме понатаму со песна. Корак по корак радосно крочимо, с руком у руци kroz pesmu i rad. Svi zajedno ka Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Kroz sunce i kišu, kroz vatru i led, učimo kako zavoleti svet. U prirodi Božjoj mi možemo tek shvatiti ljubav što živi zauvek. Korak po korak radosno kročimo, s rukom u ruci kroz pesmu i rad. Svi zajedno da Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Želimo ljubav pokazati svetu, darovati osmeh i doneti mir, pružiti ruku i pomoći svakom, to radost je naša i životni cilj. Korak po korak radosno kročimo, s rukom u ruci kroz pesmu i rad. Svi zajedno ka Isusu srcu, cilju svom hrabro mi idemo sad. Hiljade pitanja odgovor nalaze, šapuće vetar, Boži nam glas. Budite složni i budite verni, vaša je nagrada nebeski grad.
korak po korak radosno kročimo, s rukom u ruci kroz pesmu i rad. Svi zajedno ga Isus u srcu, k cilju svom hrabro mi idemo sad. Svi zajedno ga Isus u srcu, k cilju svom hrabro mi idemo sad. Продолжуваме со нашата програма, почнемо гледајќи следува рубриката Искуство или вести од светот. Денесните вести повторно ни доаѓаат од Полска. Имаме интересно искуство под наслов Добивање слободна сабота во Полска. Таткото го возел автомобилот ноќе во Полска со својот син тинеџер Томаш. Додека патувале, тој изборувал за неверојатните искуства што ги доживел со Бога на патот. Кога возам автомобил и се случува да ми се расипе, Господ обично ми помага, кажал таткото. Или ќе дојде механичар да ми помогне, или некој ќе застане да ми помогне, или ќе ми се расипе автомобилот во близина на автомеханичарска работилница. Томаш го слушал својот татко без некаква видлива реакција на неговото лице. По некој време таткото и синот запреле на бензинска пумпа. Кога таткото се обидел повторно да го запалја моторот, не успеал. Сега Томаш имал видлива реакција на лицето. Тој се насмевнал. Види, тато, рекол, сега можеме да го тестираме она за што ти зборуваше додека се возевме. Дали Бог навистина ти помага кога имаш проблеми со автомобилот? Таткото отишол кај одговорните на бензинската пумпа. Дали имате механичар на располагање, прашал тој. Дали се шегувате? Одговорила жената. Сега 11 часот навечер. Резервирайте хотелска соба и обидете се утре. Таткото одмавнал со главата. Не, рекол тој, мора да му покажем на мојот син како Бог го води мојот живот. Таткото излегол од автомобилот и го повикал механичарот што му помогнал околу автомобилот една седмица претходно. Механичарот веднаш предпоставил што не е во ред со автомобилот, но таткото не можел да ги разбере неговите упатства за тоа како да го поправи автомобилот и на крајот на кариштата немал никаков алат со себе. Тогаш Томаш излегол од автомобилот додека таткото му зборувал на телефон. Тато, рекол тој, таму има група механичари кои имаат проблем со својот автомобил и чекаат резервен дел. Може би тие би можеле да го погледнат нашиот автомобил. Повикај ги нив, рекол таткото. Механичарите дошли и го поправиле автомобилот за 5 минути. Таткото бил задоволен. Томаш, гледаш ли како работи Бог? Му рекол тој со насмевка на својот син. Потоа им се заблагодарил на механичарите, им платил и им подарил книга за Бога. Механичарите му се заблагодарили на таткото и си заминале. Сите освен еден, тој останал последен. Ве препознавам, рекол тој. О, одговорил таткото малку збунет. Многу луѓе си личаат, може би сте ме помешале со некој друг што личи на мене. Не, инсистирал човекот. Ве препознав. Ве видов на великденската програма во Адвентистичката црква. Таткото се сетил на програмата во која учествувал. Служил како водач за млади во Адвентистичката црква во Полска во тоа време. Да, тоа бев јас, рекол таткото. Порано бев адвентист на 7-миот ден, изјавил човекот, но веќе не сум. Таткото добро го погледнал човекот со сочувство на лицето. Не случајно сме тука и што имав проблем со автомобилот. Така можеме да се сретнеме и да разговараме. Таткото се молил со човекот и му дал книга за Бога. Потоа се разделиле. Таткото, чие полно име е Ришард Јанковски, не знаел што се случило со тој човек, но сигурен сум дека Бог не води на прекрасни начини кога го следиме, вели тој. Ви благодариме што сте подготвени да помогнете со вашите финансиски средства, за да навистина отвориме и понатаму да основаме телевизиски канал на Надеж во Полска.
Проповедникот од ова приказна Ришард Јанковски денес е председател на Христијанската адвентистичка црква во Полска и редовен говорник во емисијата на тие телевизиски канали. Еве интересно искуство како Бог ги води работите, ништо нема случајно во животот, почитувани гледачи. Еве само неколку уште брзи факти за Полска. Полска е најголемиот извозник на килибар во светот. Тестенините пачка се полски сладки во форма на топчења исполнети со сладки филови, слични на желе крофни. Традиционално се служат пред Великден. Некои христијани се препуштаат на овој деликатес пред Великиот пост, за да ги потрошат јајцата, млекото и путерот. Пољаците јадат 1.000.000 патки само на овој ден. Никола Коперник бил полски астроном и математичар. Неговата хелиоцентрична теорија прва покажала дека планетите се вртат околу Сонцето, а не обратно. Пироги или пирошки е полска верзија на тестенини и едно од најпрепознатливите полски јадења во светот. Еве, се запознавме и со неколку факти за Полска. Полска е голема држава, претежно католичка, но има и голем број на адвентисти во Полска, во овој дел на светот. Еве, почитувани гледачи, неколку вести, односно искуства во нашите претходни емисии ги имавме токму од Полска. Продолжуваме понатаму повторно со песна. Bog, ktorý
Every so often, a technological invention comes along that changes everything about the way we live. If you were born in this millennium, it's likely you only know a world where there have been smartphones, the internet, and satellite TV. These things are as much a part of life today as putting our shoes on in the morning when we leave the house or eating breakfast first thing in the day. Those who are a little older though will remember a world where there was no social media, where the internet was very slow or non-existent, and the idea of taking a photograph on your mobile phone was mind-boggling. Video chat seemed way distant in the future, and yet today these things are considered normal and a part of life. There was a time where if you wanted to read something, then it would have been handwritten by someone else. Books were expensive and hard to come by. The materials were costly. Monks would write on treated skins called vellum, and a single copy of the Bible would require 300 sheepskins or 170 calfskins. Most people could not read, and the majority of books were in Latin, a language that only the most educated could understand. In the 15th century, the printing press came along and revolutionized the world of literature, fundamentally changing the way that we communicate, as it enabled the fast flow of information and led to the quick spread of new ideas. Once text could be reproduced quickly, people had access to read books that they didn't have before. A previously illiterate populace now turned into a more educated and inquisitive one. The printing press was invented by a German goldsmith by the name of Johannes Gutenberg. The exact date of his birth is not known, as he was not a famous man during his lifetime, but it is believed he finished working on the printing press at around the year 1440. The first book to be published in several volumes and multiple copies was the Bible in 1452. The Gutenberg Bibles would prove to be immensely popular, with all 200 copies of them being sold before the copying was even complete. This was 65 years before Martin Luther published his 95 Theses, and while he was able to preach to only a relatively small number of people, the printed page would reach thousands of people in a short space of time and across national borders. With books being translated from Latin into other languages, people naturally began to ask, why was Mass still being conducted in Latin? People began to ask why church services were not conducted in the language that members of society, regardless of their wealth or education, could actually understand. Gutenberg's printing press meant more access to information, more detailed discussion, and more widespread criticism of the authorities. As such, the printing press popularized ideas associated with the Protestant faith during the Reformation, allowing the press to shape and channel a mass movement. The printing press removed control of written material from the Catholic Church and made it difficult for the Church to inhibit the spread of ideas that they regarded as heretical. Had it not been for Gutenberg's invention, the news of Luther's revolutionary ideas would not have spread as quickly as they did. Today, God has given us technology that we can use to spread ideas very quickly. May we use the talents we have, the gifts we have, and the technology we have to spread the news of Jesus to the world today.
se, jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Josif, koji se ušte bil v Egipet, dobil nalog od Božji od angel, da se vrati v izraelskata zemlja. Smetajki go Isusa za nasljednik na Davidovi od prestol, Josif sakal da se nastani vo Vitlejem. No, koga doznal deka vo Judeja vlade Arhelaj, namesto svoje tatko, se plašel deka sinot bi možel da gi ostvari negovite planovi protiv Hrista. Od svite Irodovi sinovi, Arhelaj so karakterot najmnogo bil sličen na nego. Ušte samo to njegovo stapuvanje na prestolot bilo obeleženo so neredi v Jerusalim i so koleš vo koji rimskata garda ubila i ljadnici, Evreji. Josif povtorne je upaten na sigurno mesto. Se vratil vo svoj poranešen dom, Nazaret, i tamu Isus žive, reči si, 30 godini. Za da se ispolni ona što go kažele prorocite, ke se vika Nazarekjanec. So Galileja upravoval Irodov sin, no Vonea imalo mnogu poveke stranci otkolku vo Judeja. Zato tamo postojalo pomalečko interesiranje za prašanjata, što isključilo bile povrzani so Evrejite i Isusovite tvrdenja, verojatno bi predizvikale pomalečka zavist kaj vlastodržcite. Tako je bil prečekan spasitelot koga došao na zemljata. Se činilo deka ne postoji mesto za odmor ili sigurnost za malečki otkupitel. Bog ne može da im go doveri svoj sin na lugeto, iako go ostvaroval svoje to delo za nivno spasenije. To im zapovedal na angelite da go pridružuvat Isusa i da go štitat dodeka neja završi svojata misija na zemljata i dodeka ne umre od racete na onije za koji došol da gi spasi.
Во рубриката Кратка духовна порока денеска продолжуваме да бареме одговор на прашањето каде е Бог кога ќе се појави злото. Прашање кое често пати сите ние го поставуваме во нашиот живот. Нажалост, почитувани гледачи, болката не можеме така лесно да ја избегнеме. И тогаш кога дури ќе го прифатиме Бога, односно Христа, не стекнуваме и осигурување против болката. Па и самиот Христос бил страдалник, вели Библијата, и свикнат на болестите, пишува Исаја, 55 глава, 3 стих. Неговите пријатели, верските водачи, неговите непријатели, сите предизвикувале неизмерно физичко и душевно страдање во неговиот живот на земјата. Знаеме таму во Гецеманија Исус се борел против големите проблеми, односно теретот кој го чувствувал. Во деновите на својот земен живот Исус често пати се повлекувал и во молитва барал сила од Господа. Исус страдал затоа што се наоѓал на непријателска територија. Причината за нашите страдања е иста. И ние страдаме затоа што живееме на овој грешен свет, а не поради тоа што Бог не напуштил. Бог на својот народ никогаш не му ветил лесен помин низ овој живот, но цврсто ветил дека ќе го спроведе низ животот. Верата никого не го слободува од страдањата, но таа на секој нас или на секој поединец му дава сила да преживее се и од борбата во искушенијата да излезе како победник. Во едно од своите послања на црквата апостол Павле подсетува на неволите, на тагите и прогонствата што христијаните мора да ги поднесат и веднаш поставува прашање дали овие тешкоти може да не оделат од Христовата љубов. Тој додава оптимистички одговор, што без сомнение е заснова на неговото лично искуство и затоа тој заклучува: но во сето ова победуваме преку оној кој не возлюби. Апостол Павле истакнува дека Бог не љуби, без оглед на се што се случува. Бог е љубов и ние живееме за таа или во таа љубов. Можеби таа стварност не ќе можеме да ја разбереме, но фала на Бога што можеме да се потпреме на Него. Обично ние врз Бога повеќето се потпираме кога поминуваме низ проби и страдања, отколку кога се оди убаво и лесно. Некој кажал дека убавината над звездите се открива само во најмрачните ноќи, дека боите на виножитото се најизразити кога во задината се наоѓа луна во време или небо. Тешко да се замисли колку се големи страдањата на оние што не веруваат во живиот Христос и немаат вера во Бога, кој е љубов и кој на крај се изведува на добро. Верата во Христа не опфаќа само надежда во животот што ќе дојде, туку создава доверба во Божјата потпора и воство во сегашниот живот. Знаеме дека за Христа ништо не е тешко. Тој не храбри, не поддржува во сите страдања што наидуваат на нас во овој живот. Често си помислувам на еден мој пријател кој на посебен начин ги примел тешкотиите што го снаоѓале во животот. Еве што кажал: со нетрпение очекувам како Господ ќе го реши сето тоа. Ние мораме да имаме иста доверба, зашто Бог никогаш не дозволува неговото дете само да ја води борбата. Тој секогаш знае каде сме и со будно око го следи секој наш чекор. Бог ги познава подробностите од животот на секој човек. Не можеме, почитувани гледачи, да го обвинуваме Бога за се што ни се случува, затоа што тој не ги предизвикува злата или злото и неговите последици. Тоа е понекогаш дело на самиот човек. Но Бог може и сака да стори нешто. Тој се труди и сака неговите деца да стекнат најдобри искуства. Не е лесно да се верува во тоа додека поминуваме низ тешкоти, животни тешкоти и околности, па сепак тоа е вистина. Понекогаш Бог нашите молитви ги прима онолку поинак отколку што ние очекуваме да ги тој услиши. Некој непознат војник оваа мисла ја изнел во песната што е пронајдена во неговиот дневник. Еве што тој војник напишал во својот дневник. Го молев Бога за сила да постигнам успех. Станав слаб за да научам понизно да слушам. Молев за здравје да правам големи дела, добив немоќ за да правам подобри дела.
Молев за богатство да бидам среќен, добив сиромаштво да бидам паметен. Молев за сиромаштво да бидам паметен, молев за мог луѓето да ме фалат. Добив слабост за да чувствувам потреба од Бога, молев за се да уживам во животот, добив живот да уживам во се. Не добив ништо за што се молев. Добив се што очекував. Моите неискажени молитви се вослишени, јас сум меѓу најблажените. Често размислувам за молитвата што ја чув во еден христијански дом. Пред да си посакаме добра ноќ и да отидеме на спиење, имавме заедничко богослужение. Го читавме библискиот текст за книгите на небото во кои се чуваат имињата на Божите деца. Кога клекнавме на молитва, малечкото девојче од тој дом изусти прекрасна молитва. Драги Боже, те молам, запиши го моето име во својата книга. Јас се викам Марија. За неја Бог беше вистински близу. Тој е ист и спрема секого од нас. Тој не сака во секоја жалост и тешкотија може да учиме за него. Еве, почитувани гледачи, тоа беше кратката тема, порака, како одговор на прашањето зошто Бог дозволува тешкоти, маки, проблеми, или пак каде е Бог кога ќе се појават некои потешкоти во нашиот живот. Бог е постојно поред нас, само ние не го приметуваме, зашто сме притиснати од неволите. И се молиме, може би, Бог да не ослободи, но Бог има најдобро решение за нас. Затоа, што ја се случи? Не е лесно. Сите ние преживуваме и поминуваме низ твои тунели, мрачни тунели, но да се препуштиме целосно во Бога или во Божите раце и во тие тешки моменти. Продолжуваме сега со нашата емисија, еве ќе одиме со еден джингл и веднаш се враќаме во нашата програма. Денес ќе зборуваме малце за кромидот, како здрава храна, која кромидот го имаме сите, го користиме секојдневно, постојано, но еве подсетување зошто кромидот треба уште повеќе да го користиме, почитувани гледачи. Зелените пазари се полни или го има кромидот, иако на жалост е премногу скап за ова време од годината. Значи, некои луѓе купуваат на парчиња, не на килограми, затоа што навистина е скап, 60-70 денари, но секој си знае за себе. Ајде да видиме зошто кромидот е користен. Кромидот е потребен за јакнење на срцето, за висок притисок, за отстранување на несоница и нервоза, олеснува искашлување, го регулира шекерот во крвта, делува како диуретик и ласкативно средство, помага кај несвестицата, регулира столица, лечи запаление на крајници и зарипнатост, болести на белите дробови и бронхии, водена болест, ублажува болка, лечи рани, отоци, висока температура, спречува згрчување на крвта, помага при зачепување на коронарните артерии, спречува и опаѓање на косата, отстранува и жуљеви. Навистина, цела листа на корисни работи што ги има нашето тело, ако го користиме кромидот. Кромидот е прилично распространето растение, најверојатно со потекло од Азија, попознат од лукот, но не и попризнат. Во ништо, па ни во своите лековити својства не заостанува зад лукот, можеби дури и во некој го надминува. За јадење се користи преку цела година, како млад кромид на пролет, недозреана главица преку летото и зрела луковица преку зимата. Погрешно е да се отфрла надземниот дел од младиот кромид, бидејќи тој дел ништо помалку не е вреден од главицата. Што се однесува до хранливоста, во кромидот има најмногу јаглени хидрати и занемарливо малку белковини и масти. Исушената зрела главица е осетно повредна
во калорична смисла. На основа биолошката вредност на кромидот ја прават секако минералите и витамините. Покрај осетното присуство на минералните соли, особено калиум и разни олиоголементи, кромидот е богат и со витамини B1, B2, C, E, K, P и така натаму. Има и каротин, гликоза, етерични масла, растителни хормони слични на инсулин и така натаму. Кромидот потикнува мокрење. Се земат еднакви делови на кромид, тоа е сега како рецепт Магданос и Целер, и ова се меше, се вари на тивок оган во 1 литар вода и се додават 8 супени лажици мед. Се пие топло 4 пати дневно по една шоличка. Понатаму се прави лековит сируп од кромид. Еве рецепт: половина килограм кромид се ренда и се вари со пола килограм шекер или мед, во литар вода на тивок оган околу 3 часа се става во темни шишења и како лек се користи по една лажица неколку пати во млака вода или млеко. Овој лек е добар за белодробните болести и органите за варење. Кромид против несоница. На машина за мелене месо, значи се мели со таква машина кромидот, 1-2 главици кромид добиени од сок треба да се испие со малку млака вода или шекер, односно млеко или лажичка мед, се разбира пред спиење. И уште еден рецепт: кромид против жулјеви. Главица кромид се пресекува на пола и се става во виски или јаболков оцет, се мисли, 3-4 часа пред спиење со овој кромид се обвиткува жулјот и се зацврстува со завој. Ова се повторува неколку пати, се додека жулјот сосема не омекне и исчезне. Да, кромидот ги облажува тие тегоби и пука жулјот едноставно и човекот може да полесно заздрави, односно ногата или каде се жулјот појавил. Еве, почитувани гледачи, тоа беа советите за кромидот. Значи, да го јадеме во поголеми количини. Кромидот нема штета од тоа, се јади, значи и во манџи се става, во разни салати и така натаму, но еве има и корисни рецепти за нашите потреби, за потребите на нашето тело. Одиме со уште еден джингл сега. Одиме понатаму со нашите информации. Почитувани гледачи, сакам да само ве подсетам на нешто што се случи овие денови. Значи, една група на наши млади деца, не ги нарекуваме извидници, тоа беа, значи, извиднички друштва од Скопје, од Неготино, па имаше и од Битола, и од некои други места. 4-5 дена тие беа, значи, во непосредна близина на Гевгелија, каде што има едно убаво место или катче, каде што децата со своите учители помина убаво време, дружејки се, учејки извиднички вештини и во планина, значи се капија, може да уживат, но секако уче и за Бога. Целта е да во тие дружења младите пред се изближат меѓу себе, да разменуваат искуства, но и да го слават Господ. Еве, може да видите овие фотографии кои одат во позадина, едно убаво место каде што ги има сите услови да децата на еден ваков начин, непосреден начин, значи има и интерактивни активности, кај што го славија Господ, да се дружија, бидејќи во тој период на детството е многу битно да се вградат оние вистински духовни елементи кои ќе имаат вредност и подоцна кога тие млади деца ќе пораснат, ќе станат, значи, луѓе, жени, девојки, кај што ќе можат и тие тоа да го пренесуваат на своите потомци. Така да, еве, драги родители, вие кои не ги пуштивте децата овој пат, можеби немавте можности, значи се плаќаше известна сума на пари, бидејќи децата јадеа, 3 пати се дружија, спија, овој дом не е наш од црквата, меѓутоа ете некој го направил и мора да се одржуваат сите тие елементи што се таму поставени, така да верувам децата стекна убави искуства,
мината година имаше на друго место, но верувам дека и во наредниот период одговорните ќе планираат да повторно децата бидат заедно едно време. Ова лето ќе има таков собир и во Унгарија. Веќе информацијата е пуштена, се надам дека и една група на млади ќе одат од Македонија, ќе не представуваат и таму на тој извиднички собир, кај што ќе има извидници од цела Европа, од многу градови, од многу држави, од многу такви одреди, каде што ќе разменуваат искуства, своји вештини, така да, еве, да ги искористиме, значи, ваквите собири, ваквите моменти, кога децата да бидат заедно со своите учители, каде што се вградуваат оние прекрасни елементи, духовни содржини, што ги имале, додека беа овие 4-5 дена, значи од недела до вчера, тој собир, односно тоа место беше исполнето со дечиња од цела наша Македонија, од нашата мисија, каде што можеа да бидат заедно и да поминат дел од своето време, бидејќи сега тие завршија школската година и таман дојде овој извиднички камп, каде што можеа да се држат. Еве, толку за овој настан што се одржа во минатите денови. Почитувани гледачи, полека ние се ближиме кон крајот на ова утринска емисија, но и кон ова сезона. Еве само да ви известам, досега, значи ова е трета сезона на утринската програма Добро утро, која се имитува секој понеделник и петок. Во претходните сезони имавме цела седмица, значи се сеќавате секој утро, во 8 часот имавме, меѓутоа сега во последната сезона имавме секој понеделник и петок, бидејќи пред нас е јули и август месец, време на одмори. Ние овде денеска ќе направиме пауза, односно ќе ставиме 3 точки и ако Бог даде живот и здравје, на есен од септември ќе се јавиме со нови содржини, затоа ќе бидете благовремено известени. Нема да ја прекинуваме скроз ова утринска програма, но ќе имаме, значи, во друго време други содржини, но затоа ќе бидете благовремено известени на нашата Facebook страна Радио Глас на надежта. Значи, досега имавме 48 утрински емисии во ова трета сезона. Благодариме што бевте со нас, што не следевте. Сите емисии се снимени и се поставени на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта, каде што ќе можете ова лето, додека немаме, значи, емисии во живо, да ги преслушате тие емисии кои се поставени. Слободно напишете Радио Глас на надежта на YouTube секако и ќе влезете во нашата страница, кај што ќе може да ги проследите и да ги гледате, да се подсетите на се она што се случуваше во рамките на овие наши утрински емисии. Ми простанува да уште еднаш ве подсетам за новата библиска поука. Вие кои се уште не сте ја набавиле, слободно побарајте кај вашите повереници за литература во вашите локални цркви, а вие кои можеби прв пат гледате ова книга, може да ја побарате кај нас, пишете ни, ние ќе ви испратиме, цената е 100 денари, се проучува 3 месеци, значи послание до Ефесјаните. И овде има утрински стихови позади, за огење на сонцето, интересни пораки, значи ова книга ќе се проучува во наредните 3 месеци до крајот на септември, како да го следиме Исуса во тешки времења. Пишете ни слободно, ние ќе ви испратиме по пошта. Исто така, доколку сакате и Сето писмо, значи Библија, ви стоиме на располагање. Еве, лето е, може ќе имате повеќе време за читање. Вие препорачуваме Библијата како бесплатно четиво за сите вас кои сакате да ја имате. Ако сакате да ја проучувате Библијата и по дописен пат, еве ви ја нудиме дописната библиска школа онлайн. Да ја видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Потоа, после дописната библиска школа, значи, ќе одеме има самата одјава, но пред да ја видиме рекламата, уште еднаш сакам за вас, почитувани родители кои имате дечиња, да ви ја рекламирам книгата Приказни од Библијата. Значи, сега лето е, ќе имате може повеќе време, ќе одите на годишен одмор, убаво е да имате оваа книга, ова мала книга, исполнета со неколку приказни, мислам дека ги има 21, значи 21 приказна ги имате во пишена форма и може да им ја читате, да им ги читате овие приказни на вашите деца. Да ја видиме сега и рекламата за дописната. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почно гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна програма Добро утро, емисија која се имитуваше во минатите месеци секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Како што веќе спомнав, денеска се одјавуваме, ќе имаме една пауза ова лето, јули-август, нема да имаме утринска програма во живо, ќе има, предпоставаме, некои други содржини, но како е да е, следете нашата Facebook страна, тамо ќе ги објавуваме сите најнови информации, но ви закажувам повторно средба, ако Бог даде живот и здравје на есен. Значи, во септември ќе се вратиме повторно со нова програма, со нова содржина, но ви посакувам ова лето да имате благословени денови, Господ да биде со сите вас, без разлика каде ќе заминете, на која страна од светот. Значи, дали ќе видите во Америка, Австралија или во Европа, сега да ќе може да ја следите нашата програма преку Facebook страната на Радио Глас на надежта. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание и ви посакувам секое добро. Довидување. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.